Добро ни дојде во утринска на Телма и чинам дека ова ќе биде едно од можеби најбавите заокружување за македонската музика и на дополнување на македонската музичка дискографија, кога не се сакаме официјално некако ја крунисевте годината со концертна промоција или пак слушачка промоција која што се вели на почетокот до декември и имавте прилика да најавите и да ја реализирате со момците од My Tier, кога не се сакаме официјално достапна за сите, иако нели и пред оваа концертна промоција имавте прилика некако да ја споделите на сите нели музички платформи. Официјално честитки за овој успешен проект и практично кога во време ретко е да се слушне форма реализирана апропо албум, вие сепак го сторивте и на некој начин му дадовте уште една магија во етерот, така што еве честитки од името на цела екипа. Добро утро, благодарам за поканата, благодарам за убавите зборови. Па да, после подолга пауза извадивме нов албум. Избегаваме да вадиме само синглови, сакаме да ги ставиме на некаков носач на звук. Носачот се уште не е готов, моментално е албумот достапен само на дигиталните платформи. Винилот е пратен со штампа, ќе биде негде на почетокот на пролетта. Мислам дека денес CD-то веќе нема никаква улога во животите на луѓето, особено откако во кола не можеш да слушаш CD. Така да винило станува како нешто што им служи на оние што се вистински влюбеници во музиката да го осетат она што ние сме го стварале на вистински начин, најблиску до тоа што може. Сега, колку тоа има поента, скромен тираж од некои 250 плочи, што верувам дека ќе завршат во вистинските раце. Имено. Инаку со независни издавачи овој пат сте конкретно издавањето, како и секој пат. Дали веќе е достапен студискиот албум на плоча или кога може да го очекуваат сите слушатели? Плочата се уште е во фабрика, се работи на неа, би требало негде март-април да биде готова и во повеќето музички продавници во Македонија и регионот. Да. Многумина ве познаваме, посебно тебе и момците некогаш од Фонија, Burn Propaganda и така натаму, бендови во кои што и до ден денес некако циркулирате, гравитирате и пулсирате. Меѓутоа, ако те прашам какви беа сиве овие повеќе од една деценија работа со овие фантастични мајстори, вклучувајќи и тебе, па да додеш до еден, да кажам, зачеток на уште една можеби нова музичка едиција од хитови токму овој пат со бендот My Tier. Добро, Фонија од третиот албум натака издаваше за направи заедно издавачката куќа на Васко Атанасовски, од Бернс Пропаганди и од многу други бендови. Па после тоа некако природно дојде да се споиме, јас влегов во ХХХ еден краток период, па потоа свирев во Бернс Пропаганда заедно со него и сега во моментов сме дел од 21 век, бенд на чишто албум го спремаме оваа година, треба да излезе, следнава уствари да излезе. Така. Таму сме Васко Атанасовски, Раде Јордановски, исто така познати од Бернс Пропаганда и од ФПО и од многу други бендови од нашава сцена. Продолжетокот на Фонија би бил My Tier, така да тие два бенда се во моментов во кој што свирам. Меѓутоа сензибилитетот не се менува на музиката, а сепак има некое ново мало искуство во My Tier. Па добро, да. Можам да кажам дека музичкиот стил е променет во однос на тоа што било претходно со Фонија, меѓутоа како велат, поетот истата песна ја пишува цел живот, така да тоа е тоа. Искуството слушајќи го секој нешто ќе го некако конзумира и обсервира овој студиски албум, кога не се сакаме, како би го опишал? Знам дека во една прилика кога јас и ти правевме интервју сподели дека има и доста интимни моменти споделени с текстовите и лириката која што е проткаена во овој студиски албум. Меѓутоа, колку време се работеше, тоа е се некои генерали кои што би сакал да ги споделиме за гледачите. Околу 2 години го работевме активно. Со некои паузи, меѓутоа 2 години од прилика требаше да се напишат песните и да се снимат. Албумот би рекол дека е за модерни луѓе што не се осеќаат како дел од овој свет. Ето така би го резимирал. Сите оние бендови од 80-ти и 90-ти што за некои сме имале прилика да ги гледаме во живо, но повеќето не, се да им кажеме дека се уште некој ги слуша и дека мисли на нив. Како беше концертната промоција во Станица 26? Беше тоа едно повторно, ќе кажам, незаборавно искуство за заокружување на годината? Промоцијата помина одлично, супер се забавувавме ние и публиката.
ние сме задоволни, се надевам и публиката исто така. Не бевте сами на сцена, на концертната промоција дојде и поддршка која што долги години всушност и колаборира и некако сте во една синергија, ќе ги споменеме тука се Супер Хикс и други момци. Меѓутоа, дали на 2025 баш ќе биде можеби година за колаборација на My Tier, ќе оставите сепак да излише овој студиски албум? Па, искрено да ти кажам, не сум сигурен што би правеле. Секако би сакал да има некоја колаборација на новиот албум, кога би го спремале. Дали ќе биде тоа 25-та, не сум сигурен. Може би ќе извадиме и само сингл. Инаку на секој албум имаме барем по еден гостин и сакам тоа така да остане и тоа се трудиме да бидат македонски артисти што ни оставиле некаков белек на нас како музичари, така да на првиот албум беа Пеце Супер Хикс и Доро Васко тогаш беше и дел од бендот. Ама еве сега на концертот се појави како гостин. На вториот албум беше Деко од Бадминтонс на органа. Се надевам на следниот дека ќе имаме еднакво силни гости. 2025 повеќе ќе бидеме фокусирани на новиот албум на 21 век и ќе направиме некоја европска турнеја со тој бенд. My Tier ќе свириме измеѓу каде ќе имаме прилика, кај ќе не викнат, но се надеваме дека ќе отсвириме барем на просторите на бивша Југославија, барем главните градови. Празни се клубите и автобусите, веќе не носат патници. На старите станици веќе ни писма не стигат, други ни се адресите, овдека одамна ѓавол од шалата ја однесе. Стара ката, сега ти цврсно стисниме, само дека ги чекаме семафорите. Знам, јаки се и студени ветровите, нека ги разбијат облаците. На старите станици веќе ни писма не стигат, други ни се адресите, овдека одамна ѓавол од шалата ја однесе. Стара ката, сега ти цврсто стисниме, само дека ги чекаме семафорите. Студени ветровите, нека ги разбијат облаците. Би сакал да им посакам среќна нова година, многу поуспешна од минатата на сите гледачи на Утринска. Би им порачал да слушаат музика, па потоа да слушаат македонска музика и да се свртат кон себе си и кон семејството.